Геймингот одамна не е само хоби, за многумина тоа е професија, бизнис и сериозна кариера. Гора Цветковски е наш познат актер, како и председател на македонската гейминг индустрија и асоциација, така некако во целост. И еден од наактивните промотери, нели, на гейминг индустријата кај нас. Добре ни дојде, добро утро, Гораст. Добро утро, добро ја најдов. Геймерите до душа се будат малку подоцна. Поготово за време на распуст. Така што, ама не, јас не спаѓам баш во геймери во моментов, така да во друга сфера сум малку. Добро си расположен утрово, што ни е посебно драго. Па станат сум од 6 сат, се спремав дома, текстови читав, поминував книги, податоци за да можам да донесам. Точно така. Ајде веднаш да преминеме на веќе кога сме кај овие теми. Вампир, да, откако ми се родија деца, сакал неќел. 6,5-7 веќе ми чука у глава, кажи го, биоритмот. Да. И по колку часа спиеш во текот на ноќта? Не спиам малце. Не знам, легнам околу 10:30-11, се зависи нели од обврски. Ама ако немам нешто конкретно, у кревет околу 10, 2 серии и препариран до кај. А геймање? Иста ситуација како и мојот колега Ненад. Тука сме на исто, да се разбираме. Јас не можам да заспиам. Маријана некако не можеме порано да ја. Не можам да заспиам пред полноќ. Ти предприемачки размислиш, кај да вложиш, што да инвестираш, кај да бидеш. Ние сме си мирни. Он е водител на телевизија, јас сум глумец во театар. Тоа е, тоа овако си седиме, али да, гейминг како геймање повеќе пратам отколку што играм, да речем. Да и треба време за тоа. Сакам да играм, да. Па многумина го доживуваат геймингот како хоби, а дали денес таа перцепција конечно се менува? Геймингот секогаш ќе биде хоби. Исто како што еден куп други хобиња се многу продуктивна работа, да речеме, во светов. Луѓе се и ден денес повеќе луѓе играат затоа што им е кеф, имаат други професии, отколку професионално да го гледаат тоа дали како развивање на игри, односно девелопмент, или како, не знам, еспорт и надпреварување, како е атлети, да речеме. Така што, да, геймингот е едно прекрасно хоби кое што зема се повеќе и повеќе замав. Дали може да кажеме дека сме дел од светската гейминг девелопмент сцена? Сме и долго години сме. Практично, поготово во последниве неколку години, каде што се размрдаа малку работите со MGA, тоа е Македонска асоциација за развивање на игри, со Асоциација на македонската индустрија на развивање на игри, или Macedonian Game Industry Association, MGA скратено. Лани правевме конференција, Game Dev Rev, Маријана баш преска спомна, она ја пратела одамна. И да, баш сакаш да ме праша, еве не мора да ме прашаш, јас ќе ти кажам, да направивме многу голема конференција беше во октомври. Рев доаѓа од Revolution, пошто е месец на револуцијата. Сакавме и тоа да го фатиме. Од друга страна, Revolution во програмерски аспект значи завршување на еден циклус, нели, кога се прават формули, функции и така натаму. Беше феноменално. Министерство ни беше покровител, Вестер Балканс фонд ни беше покровител, имавме многу и други спонзори. Дојдоа од цел свет преку 40 професионалци, зборам на фаци во геймингот, типот на, не знам, како Спилберг да го донесеме за филм. Така имавме луѓе од гейминг дојдено. Околу 300 луѓе се собраа посетители, 2 стејџа беа паралелни, еден малце говорански стејдж кој што беше повеќе нели инспиративен и од со keynotes, еден технички стејдж на кој што малку подлабински се навлегува во програмерските и техничките предавања. Помина супер, луѓе го плачат повторно да биде, дали ќе биде, ќе видиме. Зошто ќе видиме? Што е проблемот? Финансиски? Јас сум татко на 2 деца, кои што немаш време. Кои што едноставно обврските го имаат примат од домашни. Си има ставено во багажот уште некои други обврски работи кои што треба да ги исполни. А која е главната мисија на оваа асоциација и кои се досегашните успеси? Мисијата на ова е практично да се поддржи и да се изгради една квалитетна сцена за развивање на игри, индустрија за развивање на игри, која што практично прави многу средства за државата, за луѓето кои што живеат во неа и општо за добробитието, заради тоа што еден куп луѓе млади особено се повеќе и повеќе сакаат да работат како девелопери, мада со оглед на тоа дека веќе тој девелопмент сектор е еден балон кој што веќе пука од што премногу луѓе дали се исповработија и завршија таква школа, курс, академија, што и да е. Сакаат да работат, ама не ќе класично, не знам, балкански софтвер, например. И тука доаѓа геймингот како многу интересен аспект. Дополнително на тоа рачунете дека нема gender gap во него, значи нема разлика на полот, нема разлика од тоа каде се работи и од каде се работи.
професии кои што требаат се од 3D артисти, 2D артисти, саунд инженери, пишувачи на текст, аниматори, програмери, девелопери, маркетинг, значи буквално сите една палета, лепеза на професија потребна за да се работи во геймингот, така да тоа е отворена книга за многу. И со самиот факт дека државата се вклучи лани во оваа игранка практично, е многу јак знак дека сме на прав пат. Така тоа значи дека овие девелопери од Македонија сега можат да си останат во земјата и да работат од тука. Имаме многу такви, мислам, повеќето од тие што моментално работат за странски продукти, за странски производи, компании, паблишери, што год. Многу, во принцип, кога ќе земе процентуално, помалку се луѓе кои што работат тука и за сопствени тукашни компании, повеќето се за странство, да. Ама од тука. Од тука, да. И тоа супер живеат, имаат убави плати и работат на релативно интересна тема. Нормално секогаш има клизав терен и секогаш има работа под притисок, што е втора точка обично во оние CV-ја за вработување кога треба и така дале, али да, многу возбудлива и многу интересна индустрија. Се почесто слушаме дека вештачката интелигенција се користи во развојот на видеоигри. Дали сето тоа ќе помогне на креаторите или пак ќе им ги одземе работните места? Ќе помогне, тоа многу ќе помогне, да. Доколку порано беше, пример, не знам, потребно 6 месеци да се направи некој прототипна игра за да се прикаже на инвеститор на некоја конференција, на саем, на спонзор, сега со AI практично може да се вадат на неделна база прототипи, да се проверат дали функционираат, не функционира, ги убре, продолжуваме натаму. Така да тоа многу ги заштедува работите. Дополнително многу им ги олеснува работите на девелоперите, но според мене една од најголемите бенефити е уметничкиот аспект на AI-от во геймингот, заради тоа што сега кога ќе дојде некој гейм дизајнер, тоа е човекот кој што практично ги осмислува игрите, за да им објасни на артистите, на цртачите што сака, многу му е полесно да седне да изгенерира 10 фотки и да им ги даде да рече ова е насоката, ова е насоката, ова е инспирацијата и они после да го превземат тоа и да го преработат. Значи еклатантно копирање AI на екран се избегнува многу во гейминг, дури и се презира, но мислам дека тоа е многу слично и скоро во секоја сфера, освен која ќе се направи утка некоја па. Летна некоја. Гледаме инсерти од твојот подкаст, сега веќе не. Гледавме. Оно што сакам да се надоврзам, да, таму често зборувате за и промоција на нови игри и така натаму. Што се игра, што сакаат македонските геймери? Имаме ли можност за развивање на еспортот? Имаме некој настани 1 до 2, традиционално од компании тука? Има во Македонија постои еспорт федерација. Сега нема многу активни, да речеме, турнири, да речеме, членови, па тука е малце отежната работа заради тоа што сите тимови треба да бидат регистрирани во УЈП. Малку е така за сето тоа да биде официјално практично. Тоа малце можеби ги отежнува работиве, но сепак тие тимови кои што функционираат и тие има некои еспортови се сингл по еден човек, тие практично функционираат. Паралелно има уште некои луѓе кои што се занимаваат со промоција на еспорт. Еден таков, например, кај нас најголем настан за еспорт е еден геймфест, тоа се случува секогаш во октомври, ноември, нешто такво. 20.000 луѓе го поминуваат тоа за тој викенд. Турнири има во 7-8 игри, од Counter, Fortnite, преку, не знам, FIFA, односно EA Sports сега, card games, trading card games, односно борди игри, мобилни игри на мобилни телефони и така натаму, аркадни игри, ретро игри од типот на Pong и така натаму. Така што практично се прави, има една таква убава атмосфера околу целата таа приказна. И двете индустрии кај нас функционираат доста долго, условно кажано. Не знам, првата асоциација за развивање направивме пред 15 години. Дури и пред тоа имаше веќе турнири кај нас, но како мала сиромашна земја, практично приватниот сектор не е доволно јак да може да го издржи постоењето на една ваква гранка. Така што ако не се вклучи државниот апарат и државата во тоа, ваков тип на индустрија е многу тешко, да не речем невозможно да се развива. Да постои вака, да се гува и да се тлее како и до сега, да. Да се потпира на некои ентузијасти како мене, како MGI, како луѓе кои што работат на ово. Но за малку повеќе да се развие и да има бенефит практично државата заради тоа што ова се стотици илјадници евра дадени на надвор и на други луѓе.
Пред нашиот разговор погледнавме прилог поврзан за хуманоидните роботи. Ме интересира каков е твојот став генерално кон ова? Дали ги поддржуваш си тоа? Веројатно се поддржуваш што е дигитално. Не, баш напротив. Не, јас сум многу Знаеш зошто те прашувам? Затоа што сведоци сме на многу случаи, по на што можеме да го видиме по социјалните мрежи, на непредвидливи реакции кога се во прашање токму тие хуманоидни роботи. Значи, малку е работава, ние го викаме тоа hype train, нели, кога ќе дојде нешто популарно и сега сите го возат бранот на тоа и сите се лепат на тоа. Јас сум строго против тие работи, дури ми прави малку и одбивност некогаш. Дури нешто квалитетно, ако е толку многу преземено. Ние роботи имаме, дечки, од пред 30 години. Значи, микробрановата ни е робот, машината дома за перење ни е робот и така натаму и така натаму. И сега, во моментот ти кога ќе направиш практично робот и ќе го ставиш во форма на човек, тука ни на нас сега нели идејата од толку многу филмови и сега како ние ќе се однесуваме со тоа. Тоа што прават хуманоидни роботи само ги оттежнува работите, затоа што работите што треба да се прават дома, еве да речеме робот кој што ќе треба да ги пере чините, не треба да изгледа како човек. Тоа треба да биде, не знам, како машината за перење. Значи машина која што да. Сега они малку прават тоа нели за да биде популарно и мислам дека тој тип на робот многу далеку ќе почне. Прво дека балансот е многу зезнат. Да. За вакви ентертејнмент забавни работи сметам дека ќе има се поише, ќе се тепаат, ќе се, не знам, ќе се бацуваат, ќе играат, ќе летаат, ќе се кршат, ќе прават салта и така натаму и така натаму. На практичната примена на баш на таков робот сега дека ќе отидам јас, не знам, на градска болница ќе застане робот и вака ќе ми прави. Не, ама друг робот што со 3 светла ќе ми каже, да. Имаме едно прашање, ако ти дадеме буџет да создадеш видеоигра што ќе представува Македонија во светот, каква приказна би била таа и тука ќе се надврземе на она што во меѓувреме го работиш како проект. First person shooter, тоа е она кај што се гледа, нели, ваквото и ќе биде првата пушка во Прилепи Куманово, основата, па после тоа кај ќе Како ќе се вика играта? Ајде вака малку да сега како ќе се размислуваме во таа насока, да фантазираме. Не. Првата пушка. Да, не првата пушка, ама first shot, например, нека биде. Интересно горат. А пред да заминеш, морам уште нешто да те прашам, нормално поврзано со твојата примарна професија. Вчера, ете ми пролете едно видео на Инстаграм, се подготвува анимирана серија Лефти и Рајти, заедно со Јелена, нашата позната. Има и други актери таму се Изабела Пани, Тања Кочовска и така натаму. Но двата лика кои што се, нели, тие маичката и панталончињата сме јас и Јелена. Тоа е на анимирана приказна за две парчиња облека кои што се содруваат со практично истите или слични проблеми со кои што се содруваат и децата кога се мали, од типот на кој ќе ги носи, нели, таа е метафората кој ќе ги носи, на каков роден ќе ги носи, дали ќе се накапат, нема да се накапат, какви им се комшиските, нели, облеки од типот на, не знам, кошули, ранци и така натаму, сите дилеми кои што ги имаат деца. Млади, Наташа Дуковска и Билјана Црвенковска, мислам дека се текстописци. Идејата е на Наташа. Веќе ги снимивме гласовите, сега ќе треба најверојатно повторно да се направат некои корекции во однос на тоа, потоа оди на анимација, саунд дизајн и фала Богу би го виделе, се надевам, набрзо тоа дело. Добро, те очекуваме повторно за оваа тема да ни бидеш гостин, како рековме, ти си Рајти или Лефти? Јас сум Рајти. Еви, јас ќе видам Рајти, ти си Лефти, пошто така сме седнати, лево и десно. Добро, јас сум од твојата десна страна, значи јас сум Рајти. Ти си Лефти. Значи, јас сум Маријанче. На телевизија обратно. Да. Добро, како и да е, нешто сме. Се договорив. Горе ти благодарам многу. И задоволство е секојаш да се дојде у ниедно време да се зборува на телевизија. Следниот пат ќе те поканиме во 6 часа и 45 минути. Дали е можно, возможно? Јас со вас ќе си дојдам од Сибаре. Значи, немам проблем со тоа. Едно време дури водев утринска емисија на една друга телевизија како студент. Челенџинг, морам да признам, доста челенџинг беше. Ама убаво е за искуство. Да. Во животот, да.